По трет пат годинава вардарската регата Гемиџи ќе пловат од Велес до Солун. Со мене ова утро се Ангелче и Иван Гушеви, кои што се дел од организацијата на ова вардарска регата Гемиџи. Како што ни кажавте, веќе подготовките се во тек, но и пријавувањата на сите оние кои што сакаат да бидат дел од оваа вардарска регата. Кажавме, по трети пат годинава од Велес се плови до Солун. На кој начин, како се одвива организацијата, кој се може да се пријави, дознаваме од вас. Добро утро. Добро утро. Добро утро, поздрав на гледачите на Канал 5. Така и добро ни дојдовте од Велес. Да подсетиме. Така. Иван, вие сте исто така дел од логистиката, вашиот удел е во логистиката на вардарската регата Гемиџи. Која е вашата улога? Па главно мојата улога во вардарската регата Гемиџи е да ги обезбедам сите пловни објекти, гумени чамци да бидат способни за пловење, да ги организирам тимот кој што покрај тоа ние што пловиме, они да бидат цело време на копно со нас, сите места каде што преспиваме да ги организирам и исто така, ајде може да кажам и пријавата да одржавам, да гледам кој како се пријавува, списокот на учесници да го направам, ама тоа во соработка со другите членови од нашата организација. Колку до сега има пријавени, Иван? За сега пријавата е отворена не полна недела, 10 дена, сега за сега има околу 20 пријавени, главно од нашиот град Велес, а исто така има и пријавени од Република Босна и Херцеговина, некои си 5-6 учесници, кои што мислам главно беа од Тузла, од градот Тузла, каде што понатаму ќе ви објасни и Ангелче за нашата нова соработка со сите рафтери на Балканот. Може, ќе слушнеме малку повеќе, кажи ми колкав е капацитетот, колку можат да се пријават вкуп? Па, успоредба еве со годините уназад, за сега ваа година може да пловиме од 60 до 70 учесници. Добро, значи има простор се уште да се пријавуваат и дали постојат некои критериуми? Претпоставувам дека постојат и во однос на возраст. Па вака, значи на онлайн апликацијата која што е отворена за целокупните граѓани на Република Македонија, во самата апликација после основните податоци, име, презиме, датум на раѓање, контакт телефони, ние бараме и здравствената состојба, начинот на исхрана, на понатаму некои болести доколку ги има, да знаеме со кои луѓе, и многу не е битно дали и оние учесници на регата знаат и да пливаат. На луѓето многу им е чудно зошто го бараме тоа, но сепак треба да знаеме со кои луѓе седнуваме во чамците, бидејќи 280 км. Велес, Солун не е така малку. Сите го гледаат Вардар како мирна река, но Вардар не е така мирна река. Вардар крие многу проблеми по сигурноста на оние луѓе кои што плаваат по реката Вардар. Плюс тоа поминуваме во друга држава, други територијални води и мораме да водиме грижа за сите кои што ќе се вклучат во вардарска регата Гемиџи. Вардарската регата Гемиџи е 26-та поред и ќе биде во 5 дена со 5 базни логори, значи поаѓаме на 18 јуни 2026 година од култното место Мало Мовче во град Велес, од каде што поаѓале старите Гемиџи кога ја развивале трговијата помеѓу Велес и Солун. Кога почела да оди, кога турците почеле да наплаќаат патарина, велешките трговци одлучиле да својата роба со гемиите кои биле по 18 метра големи да ја спуштаат по реката Вардар, бидејќи водарина турците не наплаќале. И на тој начин почнале да се развива гемиџиството. Од Велес поаѓале дневно по 150 геми кои што се по 18 метра големи. Ние имаме автентична направена, но со помала должина од 7 метра, но таа оваа година нема да дојде поради граничните премини. Одиме само со гумени чамци и на тој начин ја враќаме традицијата на гемиџиите трговци на град Велес кои што пред 123 години го работеле тоа. Сакам да кажам дека гемиџиството во Велес е една трговска гранка каде што нашите сограѓани го носеле најубавиот сахтијан. Сахтијан е кожа од кози, која што го продавале во Солун за европските господи, од нив шиеле џокијски одела. Понатаму, шаролаганот, тоа е ладно цеденото масло, кое што во Велес, во регионот Назот премногу се изработувал и
морфиумот кој што го транспортирале за Солун за фармацевската индустрија, а морфиумот во тоа време бил многу скап и по наши истражувања некаде кило морфиум коштал $150. Дали тоа било ефтино или скапо во тоа време, ние не знаеме, но тие покрај овие производи се носело се носел тутунот од Велес се префарбо према Солун, се носеле голем број прехранбени производи, бидејќи Велес бил собирен центар, доаѓале со камили од Скопје, во Грацко има претоварен центар, значи многу била развиена трговската мрежа по реката Вардар и Македонија била во тоа време центар на снабдување на солунските трговци. И на тој начин многу се користел водениот пат за развој на трговијата помеѓу Република Македонија и Грција. И Велес во тој случај бил голем трговски центар во соработка со градот Солун. Сега, понатаму, и морам да напоменам, и нашите сограѓани, 8 млади гемиџи, и го актуализирале македонското прашање во 1903 да ја запознаат Европа дека Македонија си го бара местото под сонцето. Но и годинава со нашите соседи од Грција ќе имат исто така помош и поддршка, рековме по трет пат со годинава, Значи, од Велес до Солун пловите. Без партнери во оваа ситуација не можеме да работиме. Партнери во Република Грција ни се солунските скаути, кои што ни даваат максимална поддршка, претходно скаутите од Поликастро. И сакам да напомнам дека како се движиме, многу е битно да знаат гледачите. Значи поаѓаме од Велес, првиот базен логор кај што преспиваме е НАТО кампот Криволак. Од Криволак наредниот ден поаѓаме во Демир Капија, спиеме нов логор во Демир Капија. Од Демир Капија продолжуваме, се префрламе во Република Грција и спиеме на регионот помеѓу Евзонија и Поликастро. После тоа одиме кон местото Акропотамис, тоа е четвртиот базен логор. Од Акропотамис одиме за Халастра и од Халастра влегуваме према Солун на отворената делта на реката Аксиос, која што се двои на 8 крака. Доколку не го знаеме, доколку не ја познаваме делтата, првите два крака на реката Аксиос, делтата носат према Солун. Останатите може да не сврват на Катерини, многу подалеку од Солун. Но имаме помош од нашите партнери, не превземаат и стасуваме во Солун до местото црквата Свети Ѓоргија, која што се уште постои. Тоа бил собирниот центар каде што велешките гемиџи доаѓале, тука грчките трговци ја превземале робата и што е многу интересно, велешките гемии кои што се изработени од ореово дрво, тука се растурале и ореовото дрво го купувале грците за дрвната индустрија. И нашите велешки трговци со парите со воз назад за Велес.